Еднаш една дама рече: единствениот предмет што мириса на човекот е книгата. Мириса на прсти, на кожа, на тутун, на кафе. Книгата има ДНК, има душа, го попримила мирисот на просторијата. За наша среќа, мирисот на една нежна жена, подеднакво силна за да предводи ноќни волци и генерации средношколци, го имаат попримено илјадници книги кои биле благословени да минат низ рацете на нивната обожавателка. Денес нашата емисија мириса на Татјана Алексич, нашата Алиса во земјата на книгите, хероина на нашето време. Добре дојдена во светот на младите, обожувана од сите кои ќе пресретнат нејзината енергија, украсена со говор кој допира води и остава впечаток. Алхемичарка на зборот. Хероина на своето време, жена со позитивен став и те како влијае врз младата популација. Професор по македонски јазик, можам слободно да кажам и книжевен инфлуенсер, и мене ми е навистина драго што денес како имам чест да позборувам со Татјана Алексич. Како си? Добро, благодарам. Ова е едно култно место на нашата и вашата младост, секогаш има драги. Да, не е случајно што сте ме пречекали и МКЦ е нешто што е символ на македонската култура, било музика или уметност, па и наука и се оно што треба да ни се случува во последно време, како да имаме дефицит на такви случувања и да станавме носталгични, како да сакаме да веруваме дека во некои минати времена повеќе се случувале културни настани отколку сега. Дали сега пробуди кај вас некое чувство, некоја емоција? Па да, овде како млади, како нели ете со сопруга, дечко и девојка, ние сме од 16 години заедно сме оделе на концерти. Многу често сум носела деца, ученици мои средношколци на модни реви, учествувале на театарски представи, при концерти. И тоа е нешто што е драгоцено и МКЦ треба да се чува. Баш да се чува и да се негува, затоа што ете едно место кое е асоцира на минатото од 70-те години, ни буди спомени, а исто така треба да проложи во иднината, да биде епицентарот на скопската и македонската култура. Така, Татјана, љубител на пишаниот збор, и можеме да кажеме слободно дека се тоа го пренесуваш и на младите, и на твоите ученици се разбира. Како дојде до твојот спој со книгата? Зошто баш книга? Па веројатно што велиме од дома е. Децата го формираат карактерот првите од 7 до 10 години, а ја расте во едно семејство каде што многу се читаше приказни, бабите, дедовците, дедо ми научи да рецитирам, што на предучилишна возраст, татко ми исто беше човек кој читаше до последните мигови на 92 години рецитираше. Па еве да спомнам и тетка ми Стевка Прокопиева, која беше професор по македонски во Орце Николов, па Александар Прокопиев, нели? Ите од каде е таа врска? И веројатно има малку генетска нека преиспозиција или тоа едноставно гледаш, сакав да студирам компаративно, значи јас сум од оние студенти кои се благословени, се запишуваат таму каде што сакаат, го завршуваат тоа што сакаат и го работат тоа што го сакаат. Во моје време пишуваше во дипломата професор по општи компаративна, ние полагавме методологија. И јас можев да се вработам во образование, царството на моите убавени, на она кој никогаш не би го заменила со ниједна професија, иако честопати знам да експериментирам и во новинарството и во, кажувам на шега, зашто да не? Тезгарам, меѓутоа од училница никаш не сум излегла. Уметноста на живењето е во книгите. Кажете ми, дали имате некој пасов кој што ви помогнал во животот? Например, во некои тешки моменти да се присетите на некоја реченица, некоја делче од книгата, за да може да продолжите напред? Многу цитати, обично човек кога чита, вади, па никош и не знам од каде кој, меѓутоа знам често да повторувам и децата тоа препознаваат во качаги, не знаат. Никако ни дава повеќе сила. Виктор Иго во романот Клетници кој се чита во 3-та година кога се работи реализам, има добра мисла со кој што завршува неговата книга, тоа вели дека само добар човек е човек. И тоа е суштината. Тука и добра книга, и добра комуникација, и дека добрината е врв на емоционалната интелигенција и мислам дека оно што му недостасува генерално
на човештвото е добрината, Така. која е веднаш до љубовта. Кој е вашиот омилен писател? Тоа е многу тешко да прашате, како мајка, кога ќе прашате кој е вашето омилено чедо, кога ќе ги изродиш. Значи, не можам да кажам, јас се влюбам на прв поглед во некој писател, сега држам Булгаков, тоа ми беше една од темите на магистерската, на компаративна книжевност кога завршував. Меѓутоа, ги сакам писателите кои се класични од минатото, чие време не поминува, и читам онака, баш сакам да читам и не можам да извам него. Во моментот ако го читам, него го сакам. После ќе прочитам некој друг, него ќе го засакам. Значи не сум верна и лојална, се влюбам на прво читање. Не си искрена, ни кажеш. Да, и сакам да читам. Значи од нашиве автори ги издвојувам секогаш гениалниот Горан Стефановски, кој мислам дека овој период сега е најактуелен со се она што веќе одамна го има пишувано, што од 80-тите години. Венко Андоновски сега му ја читам Папокот на светлината, Папокот на светот е веќе прочитана, па го споредувам постојано со други дела додека работим на училишта. И значи многу автори кои оставаат трага, оставаат белег и во нашето општество, во секојдневието, и тоа што им го пренесувам на учениците. Така. Но Татјана, мора да признаеме, иако сте скромна, мора да признаеме дека и те како и вие влијаете врз младите популации, имате позитивен став, хероина на нашето време. Исто така имате и доста и ваши или книги, еве да ја споменеме и Сексуална азбука. Кажете ми, кои беа пораките после Сексуалната азбука? Па не знам колку сум би хероина, кои беа коментарите? Но тоа беше храброст. Значи ја не сум писател далеко тоа. Авторство едноставно на еден таков медиумски проект и книга која е онака ни суптилни теми кои се некојаш ти е непријатно да ги читаш на еден шеговит начин, може секој да не се чувства непријатно кога чита, да се прочита нешто од АДШ за сексот и за сексуалноста, која е тема секогаш искокотлива и која се зборува за сексот. И не сакаат многу да зборуваат за тоа. Па се зборува, меѓутоа не се зборува официјално, онака како што треба, јавно и едукативно, туку се зборува нели уличарски. Нашите деца се мислиме дека не знаат и дека треба да зборуваат за сексот и ние како родители можеме да седнеме, чекаме наполно од 18 години и на 18 години седнеме со нив да поразговараме и кажеме ајде деца сега нешто да поразговараме за сексот, а они мртви ладни да ни кажат добро да прашате што ви интересира, ќе ви кажеме. Значи веќе е доцна да се зборува после 18 години. Што ви донесе тој проект? Мислите пошто нели навистина треба храброст за да се зборува за таа тема. Ако мислите во материјална смисла, ништо не ми прашам. Меѓутоа донесе едноставно нешто што ќе остави белег. Оно што го кажа Александар Прокопиев, рецензент на книгата, има драг браточек, можеби нели од роднинска страна беше емотивен кон мене, меѓутоа кажа дека ова е фактички прв наш македонски речник. На сексуална, значи некој се сетил да направи такво нешто или Џамбазов вика паметно е учителката не собра сите да кажеме нешто. И го Џамбазов има дел таму на Джимиџарница и секс од Лабок Джек или секс за џабе. И се сети да не собере сите да кажеме по нешто и напиша книга. Така што оваа книга не е моја, ова е наша заедничка македонска книга на наши познати луѓе кои се дел од таа книга, кои давале изјави, интересни анализи на прашањата и сметам дека нешто што е прво и интересно и каде се метнати повеќе македонски личности, секојдневието е драгоцено. Така. Значи нешто драгоцено, добив една драгоценост. Ова се овој амбиент ме потсети за време на ковид. Да, ги собравме децата, ги извади буквално до училница со моја драг колешка Наде Молировиќ и тука им држевме предавања. За да почувствуваат малку надвор од училница, да бевме затворени со маски, со се време на ковид, да има точен контакт. Темата беше моќта на зборувањето низ историјата и тоа беше многу интересно во тој период да ги извлечеш децата, затоа што сите знаеме колку ни се одрази ковид периодот во нивната немоќ да не само за комуникација, туку и воопшто тоа е еден тампон период каде што учењето стагнираше. Ние импровизиравме настава, импровизиравме учелница и сето тоа сега го чувствуваме по сите шевови. Значи децата од таа генерација кои беа
дома затворени во тој ковид период, се чувствува кај нив. Татјана многу добро кажа дека овде те потсетува на некој убаво место со младите. Можеме малку и да седнеме затоа што имаме и некој изненадување за вас, па никако не многу да ви дојде. Kinder surprise. Да, седнете по велата. Имам уште едно прашање до вас, оглед на тоа што веќе споменавме за младата популација. Што мислите според вас? Дали веќе младата популација се насочува кон книгата? Слободно време за читање книги е привилегија. Ако има слободно време, чита книга, буквално како да заврши се во животот и веќе може да се посвети. Значи, сите сме врзани, за некој темпо, мора да се направи нешто, се поврзано со моќта на парите, значи се што правиме заради интерес, за да може да се екзистира. И ти кој имаш време да седнеш и да читаш книги, ти си завршил се. Си завршил ручекот, си го направил, си испегла, си завршил со работа и сега седиш и читаш книга. Меѓутоа, оно што веќе го спомнав, компјутерската технологија некако ги истурка книгите и децата се повеќе сакаат брзо потезни информации со еден клик да дојдат. Кога доаѓаат во библиотека да бараат книги, веднаш прашуваат колку страници има книгата. Дали има 200 или 1000 страници и бегаат од обемни книги. Вика дали е дебела книгата. Викам не, дебели се свињете на реплика нели од филм, а книгата е обемна. И нема трпение, затоа што се навикнати на такви информации. Нешто да им излегува од кориците, нека музика, нека игра, нешто. И не се виновни децата, едноставно се метнати во тој систем нов милениумски момент на многу експресии и бараат такво нешто. Во книгата не наоѓаат, значи нифме сувопрна црно-бела техника, немаат сликички, немаат ништо. Како би ја задржале концентрација? Тоа е хиперактивна генерација која нема концентрација. Нема подобар начин да се учат да зборуваат, освен читањето. Ако не читаш книги, не можеш да зборуваш. Ако не зборуваш и не читаш книги, не можеш да пишеш. Се е тоа поврзано како систем. А ние забележуваме се повеќе кај децата недостаток на зборови. Не може да поврзат реченица, не може да додржат една реченица до крај. Мумлаат, мъмкаат кога зборуваат. И тоа влијае дека заради нечитањето. Нема друго. Но овде е и едукацијата. Убавата страна на учењето е тоа што никој не може да ви го одземе. Изреката е на Биби Кинг, музичар кој е капка во промената на светот, или најмоќното оружје, што би рекол Нелсон Мандела, и пасош за еднината за Малком Екс. Сите овие убави мисли си имаат дом, стреја. Тоа со образовните центри од кој еден уникатен, иновативен и исплатлив е Бизнис академијата Смилевски, БАС. Расадник на идни менаџери кои се профилираат преку 3 студиски програми: бизнис менеджмент, маркетинг менеджмент на додипломски студии и стратегиски менеджмент на постдипломски студии на 2 локации во Скопје и сосема соодветно во градот на конзулите Битола. Наставата вклучува лабораториски вежби, модел 1 ден 1 предмет, експерти, менторства, Еразмус плюс, вонредни студии на далечина, а дипломите се светски признати. БАС е повеќе од стандардно конципирана академија, со ефикасен пристап кон профилирање на студентите преку едукација на мали фокус групи со извонреден тим од професори, мотивирачка методологија со сет едукативни инструменти, кои перфектно ги дозираат теоријата и праксата, спремајќи ги од клупа директно за предизвиците на бизнис секторот. Станува збор за бренд кој изградил интегритет и квалитет на кадровата сила, препознаена од страна на компаниите, чии врати им се секогаш отворени. Затоа изберете да менаџирате наместо да ве менаџираат и создавајте топли студентски спомени, додека инвестирате во својата иднина. Бизнис академија Смилевски БАС е високообразовна институција која повеќе од 15 години успешно обстојува во областа на високото образование. Но приказната започнува уште многу порано пред официјалното започнување со работа во 2007 година. Имено еден од нашите основачи, професорот Цветко Смилевски, човекот кој целиот свој професионален живот практично го поминал и го посветил на високото образование, сакал едноставно целото свое искуство
да го преточи во една модерна, софистицирана, практична и уникатна високообразовна институција. Студентите имаат можност да бидат дел од реалниот сектор, од реалните компании, од реалниот бизнис, каде што од прва рака ги добиваат сите практични искуства. И кога теоретското знаење ќе се едноставно дополни со практичното знаење, се овозможува истите да се стекнат со голем број на компетенции и вештини, кои што ги прават нив препознатливи и конкурентни на пазарот на трудот. Од 2014 година Бизнес Академија Смилевски е дел од Еразмус плюс заедницата, која што возможува на сите студенти и на наставниот кадар да го прошират своето знаење, да бидат дел од многострански високообразовни институции, да посетат различни земји и да видат најразлични култури. Книгата, односно знаењето, е универзално, не познава граници, не познава време, ги охрабруваме да биде составен дел од нивниот живот. Учењето е тешко, не е лесно. Значи не може да биде игра. Си играме надвор ученицата. Треба да научат децата дека учењето е одговорност и не е лесно. Значи не може да им биде забавно. А ние требаме на еден таков начин креативен да го извлечеме моментот за да им биде драго. Да ги туркаме. Да им биде драго што одат во школа и да одат со радост во школа, а не затоа што им е тегано, затоа што морат или затоа што е задолжително средно образование. Така. Тоа е веќе друга насока. Треба со радост да учат. И тогаш кога учат со радост и читаат, веќе се чувствуваат ефектите. И се оно што го прочитале да има потребна вредност. Затоа ги правиме ние представи, мюзикли, си играм, не затоа што сум режисер или сум добра во театрите, туку напротив, затоа што сметам дека е добро во секоја сабота во Крчаген да дојдат децата и да ги учат тие реплики, сцени, цитати и да ги оживеат на сцена и да ги поврзуваат работите. Значи така фактички имате на вежба за нивните развивање на нивните вештини, креативности. Па и на психолошка база се раскри. Се, значи седат во свечената сала на Крчаген и работат, вежбаат. И е тоа одлично уживување. Слободно поминато време е да уживаш со книга во рака и слободна мисла. И да ја преистоиш таа книга во нека татарски изvedба, да е живо, да ја живееш книгата. Така. И пред се мора да има и некои многу повеќе влијателни луѓе за сето тоа да знаат и те како да успеат да допрат до младата популација, како што сте вие. И еве го на инфлуенсери, книжни инфлуенсери. Инфлуенсери е едно тоа изненадување кој што ви го најави со нас Маја Кузмановска, уште една влијателна жена. Културно книжевно изненадување. Да. Нас добро ни стојат книгите. Да, благодарам на поканата, многу ми е драго што се сретнавме и во интерес на целава оваа ситуација и приказна, бидејќи доаѓам од високообразовна институција, со задоволство ви подарувам една од многобројните книги во нашата библиотека, повод за наредна следна средба. Баш се радувам, ќе ставам веднаш во библиотеката на Крчаген и официјално ќе ви се заблагодарам. Благодарам многу. Книгата е живот, јазикот код, а убавиот збор талисман на душата. А пак пријателството помеѓу две влијателни општествени фигури, во случајов дами, е насушно потребно во овој недостиг на академски мајки на нашите инстант генерации, врз чии плеки останува проектот Заедничка иднина. Да се биде умилен наставник, професор или идол на генерации младинци, кои се луцидни, смели, бунтовни, брзи или инертни, несигурни кревки, е голема, одважна и благословена задача. Особено ако интелектот, зрелоста, добрината и желбата се додадени вредности на професионализмот. Профа е скратен, симпатичен и важен атрибут во општествениот круг, затоа што кратенката е топла непосредност, блискост во тој невидлив макадам меѓу професорот и ученикот, студентот. Книгата е најубавиот јазол на брановите должини, конекција, пасија, добра навика.
А уметноста на пренесувањето на богатствата од меѓу кориците е благодет, дар кој значи мајсторија во брусењето на идни професионалци, оратори, елоквентни борци, градинари на идентитетот, коренот, тлото, сопствениот став. Овие чуварки на зборот моделираат млади сили во академски граѓани, им даваат перо место оружје, збор место златник, но со поголема сила и вредност. Да имавме повеќе вакви жени, едноставно светот ќе беше поубав. Јас и ти сме далеку, се смирило се, само трагови од тебе. И во една опуштена атмосфера повторна со Татјанина, мистера ми е драго што можеме да позборуваме и на други теми со оглед на книгата. И повторно на едно преубаво место, Ван Гог, кај вас буди повторно емоции. Зашто? Па да, се наоѓаме во едно култно кафе кој има еден долг, минат труд, една историја, една приказна. Јас сум и емотивно поврзана со Ван Гог и можам да кажам дека се одржа Ван Гог долги години, као Ролинг Стоунси се, бесмртни. Значи секој се затвори, ќе се отвори, Ван Гог обстојува и го прават најубавото кафе го прават најубавото какао во Скопје. И ја често пијам какао кога работев во приватното училиште International High School, најавна пауза да дам да пијам какао, инаку со Ленин Јовановски, со Ноќните волци исто имаме на приказна, поврзани сме долги години. Едно време си играв, бев нивен пиер, а потоа тоа пријателство предело едно семено пријателство, семено дружење, така што Ван Гог е исто така не само на Скопјани омилено место каде што има секојаш алтернатива за било каква алтернативна музика или култура, туку и мое место каде што сакам да поминам слободно време. Дали веруваш во вистинско пријателство? Верувам во пријателство. Јас сум ретко богата жена. Кога ќе ме прашат кој е мојот капитал, не се коли, станој, немам ништо, одам со автобус. Моите другарки од детство, пријатели, буквално сме растеле. Тоа е едно непроценливо богатство. Може да не се слушаш со нив со години, кога ќе се јавиш, знаеш дека се тука кога ти треба, кога не ти е добро. Пријателството не бара условно, баш обстојува кога ништо не ти е добро, кога ти се сите бродови потонати. Тоа е вистинско пријателство. Нема лицемерие, знаат да ти удрат две-три шлаканици ако не си во прави, да ти кажат отворено дека не е добар, дека не ти е добар планот, затоа што знаат дека нема да им замериш бидејќи ти мислат добро. Така што јас сум обкружена со другарки, едно од најчесто се дружам со Мила моја, затоа што можеби она едно од ретките луѓе не само во мојата околина воопшто која нема мрвка суета во неа и стана мајка на 47 години и сега јас се подмладам со неа, одиме со ќерка Ивана водно во парк на зоолошка следе и се дружиме. Така што она ми е можеби највака, најчесто сум со неа во физичка смисла, инаку имам многу, да не ги набројувам и верувам и во другарство и во пријателство, треба да вложуваш и тоа е исто како со учениците, она што ќе го дадеш, ќе го добиеш, но тоа давањето е духовно, не материјално, туку духовно. Така, кој е твоето разочарување во животот? Со оглед дека имаме падови, успеси, како успееш да се издигнеш над ситуацијата? Па животот е тежок, не е така лесен и розен како што мислиме. Дали имаш некоја борба која што си ја поминала во животот? Па борби, секојдневно има борби. Обично велам две најсериозни работи во животот се болест и смртта. Се е друго шега и се треба да се свати како шега. Значи само тие работи може да ме натажат. Најтажна сум кога гледам деца кои плачат, не поднесувам детски солзи. Тоа многу ме разочарува и ме растажува кога ќе видам тажни деца, кога ќе видам деца без родители или деца кои се колатерала на едни војни.
Татјана, ти во нашата емисија си те представуваме како Алиса во земјата на книгите, но освен тоа, многу добро знаеме дека можеш да си го организираш на своето време. Мораме овде да потсетиме дека беше и во спотот на Дарио за неговата песна. Претходно се појавуваш и во друг спот. Кажи ми од каде и дали би продолжила и понатаму да се појаваш во некои спотови? А тоа е сосема случајно. Не е точно за ништо. Кога се јави Дарио по телефон, Како дојде до тоа? викам, немај мене како Александар Вучиć, сум сегде име и сега се мешам, или претходно. Тоа се пријателски комуникации, значи со Александар и Даце знаме давно. Игор Джамбазов режи, мој ученик од Корчаги, значи емотивни спојави. Така што ете, драго ми е што учествува во спотот на една љубовна, емотивна приказна, многу симпатична, со моите ученици од драмска секција. Тоа уште повеќе ме радува. Една песна онака леплива за душа, која се надам и верувам дека ќе стане хит. Така што учителката се меши кај што не е место, меѓутоа се е тоа некако спонтано, добронамерно. Дарио едноставно сакаше некаде така, таков лик да влезе кај него се појави и тоа беше тоа. И кога сум Алиса во земјите на книгите и моментално уживам во библиотеката на Корчагин, каде што 2 месеца не можам да излезам, као еден книжен молец сум, да, и само нешто средувам, секој ден нешто додавам, нешто ново и ете го мојот момент на креативност и многу сум среќна. Дали имаш некој умилен филм кој што сакаш да го гледаш, асоцијација на нешто, дали па во тие умилени филмови може да биде и ликот на Бред Пит или некој друг филм кој што ти оставил некој впечаток, кој што сакаш да го гледаш, твое омилено нешто што сакаш да правиш? Бред Пит го сакам во Троја, но не сакаш филмот, многу да го гледаш. Каде што го глуми Ахил. Инаку повеќе го сакам Ал Капоне, он ми е онака баш лик. Отпаѓа Бред Пит. Без оглед што има милитантни филмови, Скарфейс ме совршен ми е како актер. Омилен филм е од минатото се вратам ретроградно. Јас сум една генерација која купуваше билети за време на фест по 30 билети, кино Вардар 1, кино Вардар 2. Вака седевме, колените не беа додирани ми колена, што би рекла Зана, затоа што беа тесни тоа. Еден, значи не може да се да седнеш комотно, вратарот ни отвараше буквално како стоматолог горе лево шеска да немаш мастика случајно, може да пукнеш мастика, да сега во денешните современи кино имаш мастики, па пуканки се, значи баш беше строго, но многу беше, како да кажам, мода една да одиш или во театар, драмски театар, тоа беше задолжително, петок, сабота да одиме во театар, особено ние компаратистите, и да се гледат филмски проекти. Па се сеќам на еден филм кој би го гледала 100 пати, тоа е Once Upon a Time in America, Серджо Леоне беше еднаш во Америка, токму заради цитатите од песна над песните, и за една љубовна приказна Роберт Де Ниро исто фантастичен актер. Од сега модерни филмови го сакам многу, Матрикс би го гледала 100 пати. Так. И ги сакам овие Mockingjay, Hunger Games серијалот. Мислам дека тоа е нешто кое сега го живееме. Значи, оние филмови за однапред. Тијана, кажи ми, прашање кое што досега никој не ти го поставил, а сакаш да го одговориш? Па ние учителките обично поставаме прашања. Ние сме тие што испрашуваме. Што мислиш? Прашање кое ми недостасува последните 2 години, откако го изгубив татко ми е: Танче, ти треба нешто. Кога те праша некој да ти треба нешто, тоа е прашање на место, а оно што ми треба е љубов, добрина, несмејани лица, многу повеќе се засакаме, македонецот да се засака, да не дозволуваме веќе да не влечат, да не растегаат кој како ќе стигне во име на Европска унија, во име на некои нови шаблони, затоа што ова е земја која е ретко богата земја, и во природата, и во духот, во убавината, во кроткоста на луѓето, богата историја, тешка историја. Не смеевме да дозволиме да дојдеме до ова држа до кој што дојдевме. Значи, ако некој ме праша, би врескала, да кажам дека треба да се поправиме. Ние сме на еден поправен испит за кој што се плашам дека е доцна. Се надеваме, но постои повторно таа надежба. Така е, таа останува. Сакам да се благодарам за одвоеното време и пред се ти посакувам да си жива и здрава и се надам дека во следна прилика ќе се видиме и да ти се исполни се што си замисли. Ви благодарам јас и ви посакувам карамбол со емисија. Благодарам.